Вчера во Штип беа доделени наградите и признанијата за најуспешните спортисти, клубови и спортски работници за 2015 година. За најдобар спортист за 2015 по втор пат беше прогласен каратистот Емил Павлов, освојувач на бронзен медал на првите европски олимписки игри во Баку. Големо е задоволство да се биде по втор пат спортист на град Штип, бидејќи сите знаеме какви се спортисти има градот Штип. Ова признание е пред се резултат на тоа што јас го постигнав изминатата година. Најпрво бев пети на Европското првенство во Истанбул, со тоа и земав учество на првите европски олимписки игри, каде што нова надпреварување испишав историја, каде што бев првиот носител на македонското знаме, а со тоа и го освоив првиот медал на овие европски. Градоначалникот на Штип примариус магистар Илчо Захариев изјави дека Штип е еден од ретките градови во кои се инвестира многу во спортот и каде што се финансираат 18 клубови. Бидејќи денес имаме врни спортисти кои добиваат признание, мора да се заблагодарам во името на граѓаните на Штип, што ни приредивте радост. И затоа го оставив она за Емил Павлов. Тоа што краватите го направија вчера за хрватскиот народ, тоа што го направи ватерполото во Србија за српскиот народ, или Џоковиќ што го прави, да речеме, сите нас кои се радуваме на тенисот, бидејќи потекнеме од тие простори, за нас тоа го направи во Баку Емил Павлов, кој донесе радост на државата. Такви спортисти нас се потребни, ал тоа го направи во многу скромни услови. Неговиот клуб, општината не го финансира. Работат во приватен објект, ентузијазмот предничи ке тие луѓе. И затоа тие луѓе ќе добијат од мене секој пат поддршката. И затоа во тие луѓе ја гледам шанса да го промовираат нашиот град. Ние градот ќе го изградиме и ќе го направиме, ентузијазам имаме, знаење имаме, желба за работење имаме, штедиме максимално. Се што заштедиме денот ќе го инвестираме во спортот, во образованието, во културата. Но многу не е битно да има деца. Во секоја населба кој од мали ќе играат. И во населба Баби каде направивме спортски терени. И во населба Дузла каде направивме 4 спортски терени. И во населба Сењак каде направивме ќе има 4 спортски терени, бидејќи до новото игралиште за тенис ќе има и игралиште за одбојка на песок. Во населба Сењак, бидејќи нашиот одбојкарски клуб е од Сењак. Тука уга да ни помага на вистина многу, соработката е фантастична, во Сењак имаме значи сала, ќе имаме уште едно фантастично игралиште. Тоа го имаме во населба Телевација, во Деснаци направивме игралиште за кошарка и во Ново село и во Железничка. Значи нема каде не направивме. Председателот на Комисијата за спорт Борче Коцев изјави дека Советот на општина Штип секогаш ќе го поддржува спортот и ќе помага, а од спортистите се очекува да бидат добри амбасадори и да постигнат врвни резултати. Почитувани спортисти, уште еднаш од мое име и од името на Комисијата за спорт би сакал да ви се заблагодарам за вашиот несебичен придонес, за вашите секојдневни залагања, за вашите откажувања од многу животни задоволства за да дојдете до вашите врвни резултати и би посакал во иднина уште повеќе да ни израдувате и еден ден се надевам дека некој од вас ќе не направи горди за тоа што сме биле дел од вашето секојдневие. Благодарам. Вечерва и Кочани ќе ги прогласи најдобрите спортисти за 2015 година, каде што за најдобар спортист е прогласен Мартин Стојменов.